Живееше градот со сите убавини и мани. Растеше во него живот достоен за човека во оние изминати вишни 18 години. Живееше градот со името Скопје, со сите бои, линии и звуци, со сето различие на старото и новото, со она што одумираше и она што се раѓаше. Ние, неговите граѓани, го сакавме и понекогаш му се лутевме. Бевме негов дел на плоштадите и по улиците, бевме негов крвосток и оние што му внесуваа живот. Во оној фатален миг со звукот на непознатата, земјата, онаа вечна закрепа што ни даваше сокови на живот, несватливо грубо ги отргна најмилите и ни го разурна градот. Комунизмот даваше илузија за непроменливост, за утописка непроменливост и дека тој систем е толку праведен, толку цврст и толку загрижен за бенефитот на народот, што никој нема причина да го смени. За во еден момент да се случи земјотресот, како еден брейк, онака и како шок. И тоа баш би рекол културолошки шок, зашто после земјотресот многу работи се сменија. Значи, од еден убав провинциски, пробарокен или неокласицистички град, одеднаш дојде до една голема руина, мислам. До еден кубизам, би рекол, онака, и воспоставен тука, во живо, на најтрагичен можен начин. Едноставно таа трагедија што го погоди народот, нели, што живее во Скопје, граѓаните на Скопје, беше толку голема што едноставно после тоа мислам дека со години скопјаните беа зомбифицирани од таа травма. Едноставно беа како опфатени од сентиментот на овчедушието, значи беа тотално индиспонирани и спремни, нели, да бидат водени. Нели, тоа се случува со човека кој ќе доживеа голема трагедија или травма, тој после тоа е пасивен и индолентен. Тоа се случи и со скопјаните, можеби и со целата држава, зашто Скопје е символ на некој начин, нели, Македонија во мало. Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26 јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Список на идентификовани пострадани граѓани од земјотресот во Скопје. Ковач Бранко Повлака Бане. Ковач Таница, стара 14 години, од улица 8 ударна бригада, број 16. Велков инженер Светислав, стар 27 години, Југобанка. Ѓурковиќ Бранко Гордана, стара на 3 години, улица Ѓуро Ѓаковиќ, број 27. Киро студент, од улица Народен фронт, број Кај сите вакви катастрофи се појавува еден неверојатен ентузијазам и хуманизам не само кај граѓаните, туку и кај другите. Во тоа време во светот се јавува една општа симпатија за Скопје која не може да се измери како симпатија ни во катастрофите што се случуваат во другите градови пред тоа, ни потоа. Очите на светот беа завртени кон Скопје, 65 година кога се донесе генералниот урбанистички план,
под покровителство на Обединетите нации. На планот работеа тогаш практично најславните урбанистички имиња. Ателјето на Доксијадис и полската фирма Пол Сервис на чело со Циборовски. Тие во тоа време го ширеа модернизмот, функционализмот и футурализмот на една апсолутно еден најмногу што е можно холистички пристап, кој што целиот свет го славеше како најнапреден пристап. Според еден англиски професор кој токму ја предава оваа проблематика, значи воз обнова на градови после катастрофи, Јан Девис, тој вели како, нели, добро воспитан англичанец, вели само тие што не настрадаа во земјотресот не доживеа среќа во овој град, бидејќи според неговата рачуница во Скопје се слеваат 20 милиарди долари. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. На отвореното небо над Скопје од вчера се среќаваат авиони од сите нации на светот што идат во помош на тешко настраданиот град. Покрај авионите и хеликоптерите на Југословенското воено воздухопловство, кои носат болнички материјал и ги пренесуваат тешко ранетите, на Скопскиот аеродром деноноќно атерираат авиони од сите земји со крвна плазма, лекови и хируршки екипи. Во сите краишта од нашата земја, по селата и градовите, како и насекаде по светот, покрената е и непрекинато трае жива акција за несебична помош на граѓаните на Скопје. Меѓу првите своите лични прилози за постраданите ги дадоа председателот на Француската република генералот Шарл де Гол и папата Павле VI. Председателот Кенеди им издаде налог на американските единици стационирани во Западна Германија веднаш да тргнат за Скопје. Председателот на Министерскиот совет на Советскиот сојуз, другарот Никита Хрушчов, испрати во Скопје специјална војно-инженериска единица. Овде, во разурнатото Скопје, вчера се најдоа на иста работа и задача советски и американски војни единици. Тоа е нивно прво среќавање по историската средба на реката Елба кон крајот на Втората светска војна. Помош исто така испратија организациите на Меѓународниот црвен крст, Кинескиот црвен крст, Турскиот црвен полумесец, како и грчката и албанската влада. Бугарски авиони, советски илјушини, американски воензи, транспорти од Италија, Чехословачка, Норвешка, Западна и Источна Германија, Данска, француски и шведски авиони, авиони од Индија, Мароко, Полска, белгиски авиони. Југославија ќе изгради ново Скопје со помош на светот. Де факто се материјализира со одлука на југословенската влада да 10 години одвојува 15% од вкупниот југословенски буџет за обнова на Скопје. Неповратни средства. Таков грант не може да се замисли и не гледам дека некој во меѓувреме добил. Сега, што е важно тука? Прво треба да се свати дека тие пари доаѓаат во Македонија, која живее еден образовен систем 63-та година, значи околу 40 години еден образовен систем кој пежоративно се однесува спрема собственото наследство. И оттаму излезот за сета таа работа, бидејќи ние во тоа време, и денес голем дел, сме воспитани дека нашето минато е црно и дека што побрзо треба да се заборави, постои во образовниот систем и се уште тоа. Постои една реченица, една мантра која вели остави минато да ти гледај кон идината. Во тоа време па се погодува дека множество проекти изборуваат за градови што се движат, идни градови. Во тоа време се појавуваат и проектите на Бакминстер Фулер, во кој што некаде 100 километри град се покрива со купола и така натаму се возбудливи идеи. Оттаму во Скопје се раѓа идејата дека ние треба да правиме еден град на иднината.
Сега, за да се направи град на едината, никој до тогаш не замислил град на едината со 100.000 жители. Значи треба да е поголем градот. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. What's puzzling you is the nature of my game. Oh yeah. I watch with glee while you kings and queens fought for tender canes. Значи, според тогашното решение, се донесе една одредена концепција да се гради нов град, нов социјалистички град, кој поентата беше да се направат во околината на постојниот град монтажни приградски населби, познати бараки, и со обезбедување на стабилност на објектите да се обезбеди место за живење на големиот број на луѓе во градот Скопје. Бројот на жители постојано се зголемува, меѓутоа градот како се зголемуваат тие населби, тој добиваше енормна должина, во едниот правец дури до 25 км, во другиот правец нешто помалку. Меѓутоа, со таквата концепција на развој на градот, толку се зголеми таа должина, што веќе почна да се јавува проблем. Градот се отвара. Кој што сака може да биде граѓанин на Скопје. Значи, тоа е еден од тие, да речеме, хумани, позитивни потези, како сакате да ги кажете, но во принцип тие донесоа многу сиромашен народ во градот. Што значи не донесоа граѓани кои би биле способни да се само одржуваат, туку мораат да се наслонуваат на градската каса. И сега, тие граѓани што ги изгубија домовите, добија населби, Скопје се прошири до невидени должина од 24 км, после порасна и повеќе, но во секој случај се рачунаше дека кога сето тоа ќе се направи, тогаш тие населби ќе исчезнат, луѓето ќе се вратат назад и така натаму, и врз основа на тие идеи Кензо Танге, кој беше добитник на конкурсот, всушност мислам дека делеше наградата, но се определи за него да биде работата, тој од распишаниот конкурс потоа уште 4 години работеше на конечното решение. Добро ќе беше да тие планови се затворија, меѓутоа тие планови не беа затворени, тие беа само можеби почнати али не дореализирани. Значи Скопје воопшто не се дореализира онака како што го имаше замислено Кензо Танге. Тој фактички се прекина и со 90-та година, не само со 90-та година, него тој буквално почна да се разнебидува и со пред распаѓањето на бивша Југославија. Би кажал зашто? Затоа што тој не можеше да обстане и од финансиски аспекти. Во тие 10 години се реализираше се од визијата на Танге, што можеше да се реализира. Целата практично суштинска и најважна инфраструктурална подложка на тој нов град на еднината е изведена. Регулацијата на Вардар, која што е практично фараонски зафат за нас. Примерната мрежа сообраќајна, булеварите, влезниците, мостовите, големите населби, како урбани единици за живење, неколку од најголемите згради, воопшто јавни згради, железничка станица, универзитетски кампус, културен центар и така натаму, градски трговски центар, кои што се згради со не само физичка димензија и кубатура, вкупна просторна магнитуда, туку и со архитектонска мисла, со претензија која што далеку беше над и вон реалните скопски можности.
тој почна буквално да попушта во одредени сегменти, особено Кензо Танге ги имаше замислено Скопје како сателитски градови, сите населби да беа сателитски поврзани со центар, значи центар да биде чисто административен, а во сателитските населби да живеат, да бидат живеалишата. Значи стамбените згради, индивидуалното станување, меѓутоа што покажа таа динамика на брзиот развој на Скопје после земјотресот. И тој неконтролиран пристап, каде што е основната можеби грешка, значи да се направи еден град од планиран за 360.000 да биде сега 650.000, па да иде према 800.000. Тоа е град кој што не може да издржи буквално да издржи таква една експанзија на луѓе. Во тој огромен, нескротен дух на обнова ќе влетаат програмски идеи кои што можеби не биле доволно политички зрело проценети дека можат да му се случуваат на градот. Затоа планот на Кензо Танге, кој што представува исклучителен приод, прекрасна методологија на разрешување на една таква сложена состојба на градското ткиво после расчистувањето на урнатините од Скопскиот земјотрес, на ниво на политика кон градот и кон неговата територија, мислам дека направил мала грешка. Затоа што не се справил со инерцијата на менталитетот и со инерцијата на традиционализмите во третирањето на градскиот простор. Во тој случај, значи, полетно се прифатија сите идеи, многу амбициозно, нели, се впрегнавме во тоа да ги реализираме сите тие планови, но многу брзо свативме дека целото тоа не може до крај да биде изреализирано. Не го разбравме тоа што го направивме. И не се однесовме со внимание. Затоа што покрај блокот на градскиот зид си дозволивме во еден ист период таа иста држава која што го направи и тој меѓународен, да речем, и оде се сјатија толку архитекти, специјалисти, мислења, 10 години по списанија стручни, секој пат Скопје се спомнуваше при секоја годишница на солидарност и така натаму и како архитектура, наеднаш истата таа власт дозволува и колегите архитекти направуваат објект на новинско издавачко предпријатие повисоко од тие објекти. Околу градскиот зид мораше да се води сметка, тој не рушеше ни една кула, да речем, од таа што постои. Градскиот зид и мислата на, како се вика, на Кензо Танге ги респектираше сите постоечки објекти. Само тој ги заздравуваше, како се викаше, деловите од она што се некаква стара матрица. И старата матрица требаше да се оформи во рамките на тој градски зид. И да се направи една средина која што ќе препознатлива и ќе замрзне едно време со таков простор и архитектура. Нема нови содржини освен тие значајните. Универзитетот е на плоштад, градскиот зид се обиколувано и се големо е или на плоштадов Македонија, која што е нова територија, да речем, останатото само се зацврсно, како што впрочем и Осман на крајот на 18-19 век ги пробива улиците во Париз и се што е исечено од постоечките куќи треба да се докрпи и да се заврши. Каква е таа железничка станица? Прво, немаме право да ја обвинуваме, затоа што таа не е реализирана во целост. Пробно се направени 2 перона во должина од
5-60 метри. Тие треба да бидат 8-те, односно 10-те перони покриени и во должина од 200 метри, колку што е должината. Тоа не е направено. Значи, како архитектура не можеме да ја критикуваме. Не е довршена. Второ, таму се активни 3 колосека. Оние другите пустојат. Затоа што запустен сообраќај. Тоа не е прашање на одлука на урбанисти, на архитекти, на седото. Прашање на однос дали нафта ќе трошиме или електрична енергија ќе трошиме. Цели мала, за кои што во тој амбициозен план се предвидуваат да бидат потполно исчистени и на нивно место да дојдат сообраќајници со попречен профил од по 200 метра. Крушевска република, трансверзалата која што ги спомнува, ги спаја двете најголеми експресни магистрали, практично градски автопати, булеварот северен и јужен, нели? Таа поминува преку целото Маџер-Мало со своите две сервисни улици, булеварот Крушевска република и уште приклучоците кон раскрсници, на едно место таа има профил од 220 метара. Во сред град кој што е густо населен со куќи и урбана матрица од 19. век. Значи, планирано е практично да тоа се очисти, се доведе во некоја состојба на ледина или на исушена степа. Значи, да нема ни тревнат слој и да може да почне да се гради. Бидејќи тоа се покажа дека македонското општество и особено Скопје воопшто нема сила да го изгради, сите тие потези остана нереализирани до ден денес. Градот убав, пак ќе никне, среде песни дружен пат. Како сонце цел ќе бликне, како топол нежен кат. Скопје младости ќе видеш, Скопје ти ќе видеш свет. И ќе видеш изрази Големите урбанистички зафати завршуваат во 80-тите години. Од таму наваму ние повеќе планираме отколку што градиме. Големите пунктови, како што е културниот центар, од кој се изгради само објектот на Македонскиот народен театар и балетското училиште, меѓутоа ја нема филхармонијата, го нема градското кино, значи го нема културниот комплекс кој беше проектиран во касните 60-ти на почетокот на 70-тите години, со интенција дека тоа некогаш некој ќе го заврши. Тоа остана со еден објект, остана дезинтегрирано и непрочитано како дел од една, нели, општа архитектонско-урбанистичка проектантска постапка која требаше да го уреди самиот простор. Просторот на плоштадот, просторите околу него, малите простори кои со дефинирањето на малиот ринг и парцијалната реализација на планот на Кензо Танге остануваа како не до крај доречени, одеднаш ја изгубија врската меѓу себе и наместо интегрирачко се претворија во дезинтегрирачко ткиво. Односно, ако за некого тие простори представуваа простори на поврзување,
некој ги најде тие простори да ги прочита како отворени простори за делување. Нели, простори во кои сега то прв може да се вметнуваат нови содржини како резултат на нова политика на однесување кон просторот, на некакви нови интереси. Според мене, иако Кензо Танге е еден од најголемите урбанисти и архитекти на планетата во тоа време, во периодот на модерната, тој сепак е како да е искористен како некаква марионета или монета за подкусурување во случајот Скопје, зашто неговите планови се пласирани токму во историскиот дел на Скопје. Наместо да бидат поместени, да речеме, во таа огромна котлина која во тоа време имала бескрајни простори. Така котлина е долга преку 40 километри. Што значи дека он можел само километар и пол или два да ги помести своите планови, каде што е неизградено земјиште или некоја мртва индустријска, веќе руинирана зона, така да покрие. Како што е тоа направено, да речеме, со другите главни градови на бившите југословенски републики, нели, во Белград, нов Белград, во Загреб, нов Загреб, во Љубљана, нова Љубљана. Скопје е единствениот град каде што имаме ново Скопје имплементирано во историскиот стариот дел на градот. Тоа збори за една културна лоботомија. Кој ја режирал таа лоботомија, се уште не знаеме. Значи имаме еден стар историски дел, па потоа да речеме среден век, ренесанса, нов век што се вика, но се уште класично дова, и на крај ги имаме сите тие модернизми, па и постмодернизми, и така се развива градот. Но кај Скопје се случува, би рекол, онака едно силување, така. Едноставно, без да се води сметка за историјата на тој град или историјата на тој народ, едноставно се удира тој нов нацрт, модернистички нацрт. Тој колку и да е добар, не може да кореспондира со илјадници години на пластена историја. И токму тука се случува тој удар, може би, врз битието на македонскиот народ, кој ќе се осети не само на површина, како урбанистика и архитектура, туку ќе се почувствува внатрешно, како губење на некоја есенцијална волја на тој народ или некаква колективна волја. И воопшто не е чудно што скопјаните покажуваат некаков копнеж или условно речено некаква носталгија кон градот кој исчезна. После Скопскиот земјотрес, зградите кои беа обележувани беа уривани. Денеска се вели дека повеќето од тие згради не требаше да бидат турнати. Јас сум на мислење исто така дека големиот дел од нив не требаше да бидат турнати за да се сочува еден континуитет и духот на Скопје. Едноставно тој пресврт беше не само архитектонски, тој беше психолошки пресврт кој требаше да се издржи и тој психолошки пресврт во подоснежните години и навистина се случи. Тука се бара послушност, значи кршење на волјата. Не знам дали тоа било толку умно направено, дека треба да се крши волјата преку тие планови, знам волјата на македонскиот народ, преку тие планови за дисконтинуитет фактички, за тотално бришење на она што е некаква традиционалност, или се случило на еден комичен начин, из призма на една послушност и призма на еден наивен ентузијазам кој верувал толку многу во комунизмот и во новиот поредок, власта на работниците и селаните, што рекол сите символи на робството што сме ги имале, ќе ги уништиме и ќе воспоставиме една нова, интернационална, безгранична култура која нема да асоцира на ниеден дел од нашето страдание, да речем.